Кратки најави за денешниот дневник. Пандемијата ја заглави Охридската болница со милионски долг. Започна акцијата за санирање на плоштадот кај мини-маркет. Нуркачи од Македонија, Хрватска и Косово го чистеа Охридското езеро кај Калишта. Русија и Украина се сретнаа од Турција. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и релативно топло со максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста. Во текот на ноќта кон среда облачно и топло. Во среда на централна, северна и западна Европа, како и на Пиринејскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Дожд се очекува и на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров. Во источна и југоисточна Европа стабилно време со зголемена облачност. На север и североисток од стариот континент, како и на Пиринејскиот полуостров, невообичаено студено за овој период од годината. Утре на Балканскиот полуостров умерено облачно време со сончеви периоди, ќе биде и релативно топло. Во северните, централните и приморските делови полуостровот зголемена облачност со услови за локални врнежи од дожд, максималните дневни температури од 14 до 24 степени. Во Македонија во среда умерено облачно време, ќе има и сончеви периоди, ќе биде ветровито и топло. Доцна попладне и вечерта во северозападните и западните делови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер. Минималните од 0 до 7, максималните од 13 до 21 степен Целзиусов. Во Охрид во среда времето умерено облачно со сончеви периоди и топло. Доцна попладне и во вечерните часови минимални услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура 4, дневната температура 16, односно 17 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, но и постудено. Минималната 5, дневната 14 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Елефантс 80 грама 25 денари. Ледено кафе 0,2 литри 25 денари. Зотис десерт 115 грама 17 денари. Бондуел ченка 200 грама 2+1 гратис 92 денари. Шмант 900 грама 109 денари. Рукер Ајдамер кашкавал 1 кг 349 денари. Пилешки джигер 500 грама 25 денари. Фагел 400 грама со гратис несесер 139 денари.
Ервик 250 мл со фрешматик апарат 269 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридската болница заглавена со 4 милиони евра долг. 7 месеци отежнато работи со блокирана сметка. Директорот вели, доколку државата не интервенира, ќе се намали квалитетот на здравствените услуги. Охридската болница презадолжена. Долгот порасна на 4 милиони евра. Дел се стари наследени, а дел од долговите се направени во изминатите 2 години. Од менаџментот велат тоа е последица на ковид кризата, поради што направен е долг над 1 милион евра за набавка на медицински материјали, поци за кислород, а дополнителни средства биле потребни за исплата на зголемените дежурства на медицинскиот персонал. Оти имало и по 140 хоспитализирани пациенти дневно, а тие дежурства законски мора да се исплатат. Во ковид кризата дополнително имаше 1400 оперативни зафати, 400 породувања, што е огромна бројка. Чаре на долгот е државата. Во предходните години или не знам порано, кажува дека државата интервенирала каде што болниците ги донесла на 0-0. Значи, ако така државата, владата, министерството, фондо не ја донеси болницата до 0-0, ние не дека ќе затвориме, меѓу услугите што ќе ги пружаме ќе се ништо. Не е само да отвориме кревет па да му даваме 2 антибиотици. Болницата веќе 7 месеци работи со блокирана сметка и извршни судски решенија кои доспеваат секојдневно, со што се отежнува нормалното функционирање на оваа здравствена установа. Годишниот буџет кој го добива Охридската болница од Фондот за здравство е 5 милиони евра, од кои 70% се за исплата на плати за 530 вработени, а останатите 30% за режиски трошоци. Не можеме да штедиме да се тресат луѓето за топло, за струја, на што ќе личи тоа? Не верувам и големите болници, дали 8 септември, општа болница Битола, дека некоја има болница што може да не е блокирана или да ги сервисира долговите, или голем товар на сите директори овие 2 години. Ево, кризата помина. Балевски се жали. Вели болницата не може да ја плати ниту последната сметка за струја која за минатиот месец изнесува 4 милиони денари. Вели државата мора да помогне за раздолжување, поспротивно квалитетот на здравствената услуга ќе биде намален, а тоа не смее да се дозволи. По налог на општина Охрид, екипи на јавните предпријатија започнаа со санација на плоштадот кај мини-маркет, кој подолг временски период беше неуреден и запуштен. Се врши темелно чистење на целиот потек, се спроведуваат градежни активности за промена на оштетените гранитни плочки и се врши поправка на фонтаните за вода. Според планираното, во текот на наредните денови ќе се изврши санација на урбаната опрема, а ќе бидат поставени нови клупи за седење и корпи за отпадоци. Исто така ќе биде извршено соодветно хортикултурно уредување на зелените површини со нови цветни насади и зеленило. Овие активности се во насока на враќање на првичниот изглед на плоштадот и негово ставање во функција за граѓаните, како место за одмор и релаксација, велат од локалната. Нуркачи од Македонија, Хрватска и Косово го чистеа Охридското езеро. Во акцијата, организирана од нуркачкиот клуб Пена, од дното на езерото кај Калишта беа извадени големи количини отпад. Тоа покажува дека иструшкиот дел од езерото не е поштеден од депонии какви што изминативе години во континуитет расчистуваат охридските нуркачи.
Во Охридско-Струшкиот регион, кој представува природно и културно светско наследство, се фрла отпад насекаде. Ниту езерото не е поштедено од несовесни граѓани кои се ослободуваат од отпадот фрлајќи го директно во езерските води, а дел доаѓа од реките кои се влеваат во него. Охридските нуркачки клубови во континуитет ја ваѓаат на виделина ваквата негрижа за езерото, а состојбата не е ништо подобра ниту на Струшкиот дел. Доказ за тоа се големите количини отпад кои беа собрани за време на последната акција која се спроведе во изворите кај селото Калишта на длабочина помеѓу 5 и 7 метри. Во акцијата организирана од клубот Пена учествуваа нуркачи од Хрватска и од Косово. Има нечистоти, има работи кои можеби не се за зборување, наидовме на мини. На овој потек се среќаваат пластични флаши, стаклени боци, лименки, најлони, нешто као конопи од мрежи и така натаму. Едно 7-8 вреќи веројатно сме извадиле. Гумите ги оставивме за наредниот пат, веројатно кој ќе биде потопло. Овој дел ми изгледа дека е почист од Охридскиот дел. Нуркачките клубови од Охрид изминатите години во низа акции од езерските води вадеа на површината најразновиден отпад од градежен шут, апарати за домаќинство, шпорети, фотели, кади, автомобилски гуми, пластика, заплеткани рибарски мрежи. Депониите кои никнуваат на безброј локации во Охридско-Струшкиот регион под УНЕСКО, па дури во самото езеро, сведочат за ниската еколошка свест пред се на локалното население и односот кон природата која светот ја вреднува како уникатно и универзално богатство. Тешко е научити луѓе, поготово данас и туристи. Тешко е да ги научиш луѓето и туристите да не фрлаат отпад во езерото, кој влијае негативно врз екосистемот. Се е во главата на луѓето кои живеат овде и кои доаѓаат овде и како тие размислуваат. Во Јадранското море има многу повеќе отпад, бидејќи има многу повеќе туристи. Доаѓа доста отпад и од правецот на Албанија и Средоземното море. Верувам дека треба поголема свест кај граѓаните за природата, за водата, за зеленилото. Потребна е поголема свест за тоа што не обкружува. Чистењето е секогаш добра работа, но мора да се подигне свеста кај граѓаните. Со едукација на децата, почнувајќи од основно училиште, а исто така и едукација во семејството. Нуркачите од Тетовскиот клуб Пена планираат годинава да спроведат повеќе акции за чистење од отпад на Охридското, но и на другите езера во државава. Отворени денови во Охридскиот архив. По повод 1 април, денот на македонските архиви и архивисти, Државниот архив во сите оделенија низ државава ги отвора вратите за граѓаните, кои ќе имаат можност да ги видат новите изданија што обработуваат теми од областа на историјата и архивистиката и изложбите посветени на значајни историски датуми, настани и личности со повеќе оригинални документи и фотографии. Од 28 март до 1 април граѓаните ќе имаат шанса и да се запознаат со организираноста и начинот на работа на подрачното оделение на Државниот архив во Охрид како научно-културна институција со особено значење за нашата историја и како еден од главните столбови врз кои се потпира нашиот идентитет. Посетителите ќе добијат и подарок од Државниот архив, каталог од изложбата 150 години од раѓањето на Гоце Делчев 1872-2022 и примерок од најновиот број на списанието Македонски архивист. Учениците од 1 до 9 оделение од утре без маски во училиште. Владата ја прифати препораката на Комисијата за заразни болести. Како што претходно објаснија од комисијата, наставниот кадар и другиот персонал во училиштата не се ослободени од мерката, а оние ученици кои сакаат ќе можат да носат маски. 200 лица во земјава се стекнале со титулата доктор на науки на универзитетските центри во земјава. Жените биле поамбициозни во понатамошното едуцирање. Образованието е областа која била најпривлечна за професионална едукација и доусовршување, со најмногу доктори на науки, покажува статистиката на Државниот завод. Во време на пандемија се зголемила желбата за напредување во образовниот процес
пошто пораснал бројот на доктори на науки во Македонија. 201 лице во земјава стекнало звање доктор на науки на еден од универзитетските центри во земјава минатата година. За 15,5% се зголемил нивниот број во споредба со 2020, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најголемиот процент од вкупниот број на докторанти, или 30,8%, ја вршат својата професија во образовната дејност. Со титулата доктор на науки во образованието се стекнале 62 лица, во здравство и социјална заштита докторирале 47, а 30 лица во медицинската област. Жените биле поамбициозни во понатамошното едуцирање, покажува статистиката. 15 жени одбраниле докторска дисертација во текот на 2021 година, што представува 57,2% од вкупниот број лица што докторирале во истата година во земјава. На градскиот плоштад во Охрид организирано ќе се следи фудбалскиот надпревар Португалија-Македонија. Охриѓани се очекува масовно и заеднички да ја поддржат македонската репрезентација. Во градот се чувствува еуфорија во пресрет на решавачкиот надпревар за историски пласман на светско првенство. Надпреварот започнува вечерва во 20 часот и 45 минути. Пред се идејата за организација на овој надпревар се појави уште самата вечер кога успеавме да ја поминеме Италија во полуфиналето во баражот и имаше коментари од охриѓани дека би сакале да го гледаат надпреварот на градскиот плоштад и кога, ако не во вакви моменти, да биде нацијата сплотена за еден заеднички, би рекол, настан со кој сите ќе се гордееме, тоа секако е фудбалот Македонија со Португалија. Настанот е организиран од страна на општина Охрид, ќе има и високи маси на кои што граѓаните ќе можат да застанат, да проследат надпреварот и се надевам на крај сите ќе се радуваме. Возбудата не само кај охриѓани, туку буквално кај секој еден во Македонија дефинитивно е огромна. Очекувањата се исто така големи, иако ние и веќе досега го направивме со оглед на начинот на кој што се одвиваше развитокот на фудбалската репрезентација во овие години, меѓутоа во овие 3-4 години покажавме дека сме сериозна фудбалска репрезентација, постигнуваме сериозни резултати, дури на гостински терен, веќе учествувавме на европско првенство, се надам дека светско првенство ќе бидеме учесници, па зошто да не и Португалија вечер да ја победиме. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Руската и украинската делегација и Реджеп Тајип Ердоган пристигнаа на разговор во палатата Доломбахче во Истанбул. Снајперисти дежураат на покривите на куќите околу палатата каде денес започнаа руско-украинските преговори. Преговарачите на Украина и Русија се сретнаа во канцеларијата на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Инакува се први разговори лице в лице по повеќе од 2 недели, но надежите за некаков напредок не се големи. Ердоган рече дека е тажен бидејќи конфликтот влегол во својата 5-та недела. Турција, членка на НАТО, има добри односи со двете земји и сака да биде посредник во преговорите. Ердоган претходно се спротивстави на санкциите наменети на Русија, но исто така повика на итен прекин на огнот. Рече дека очекува солиден исход од разговорите, истакнувајќи дека мирот нема да има губитници. Непоследен прекин на огнот и мир би биле од корист за сите, изјави Реджеп Тајип Ердоган, кој доби и аплауз по неговиот говор. Amnesty International ги обвини светските сили дека создале плодна почва за серија конфликти на кои сведочеше меѓународната заедница во 2021 година, што резултираше со масовно кршење на човековите права и хуманитарното право. Во Афганистан, Буркина Фасо, Етиопија, Израел, Палестина, Либија, Мјанмар и Јемен, да наведеме неколку, конфликтите резултираа со големи прекршувања на човековите права и хуманитарното право, се вели во извештајот. Светските сили според Сдруженијето за човекови права дозволиле сериозните прекршувања на човековите права да останат неказнети. Многу малку имаше меѓународен одговор. Во премалку случаи видовме правда и одговорност на дело, а наместо тоа конфликтот се прошири, пишува Amnesty International. Полициски службеник од полициската управа во Заечар, Србија, со иницијали Иѓ е убиен синоќа на службена должност кога во него од огнено оружје пукал ДЗ, соопшти српското МВР.
ДЗ испукал 2 куршуми кон полициските службеници кои постапиле по пријава на граѓанин дека во зграда на улицата 7 септември се слушнале истрели. При тоа бил погоден полицаецот кој им подгледнал на повредите во здравствениот центар Заечар. Непосредно пред пристигнувањето на полициската патрола, ДЗ ја застрелил и својата пријателка, 62 годишната ВД. По пукањето се забарикадирал на таванот и неколку часа подоцна се самоубил. Шангај, најнаселениот град во Кина, денеска ја интензивираше првата фаза од затварањето поради ширењето на коронавирусот. На жителите им беше наредено да останат во карантина, освен ако не се тестираат, бидејќи бројот на дневни случаи надмина 4400. Жителите не смеат да ги напуштаат своите домови, па дури и да не ги носат своите миленици на прошетка или да фрлаат ѓубре. Властите соопштија дека здравствениот тим од 17.000 членови од Шангај и околните региони поставиле 6300 пунктови и извршиле вкупно 8,26 милиони тестови во затворените градски области. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!